Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитуван министер. Денес дискутираме во однос на измените и дополнувањата на Законот за експроприација, кој е по скратена постапка. Има многу што да се зборува за овој закон, затоа што како и овој закон, како и претходните закони, не да се кратат постапките и рокови, не да се кратат роковите, туку се комплетно се прескокнуваат и се заобиколуваат некои постапки кои што се од суштинско значење и кои што се предвидени со претходните закони. И со тоа сака му се дава на изведувачот преголеми слободи, па така ќе нешто ќе споделам со вас околу тоа дека изведувачот, стратешкиот партнер ќе биде ослободен од данокот на додадена вредност со право на добивка на претходен данок и да му се враќа акцизата на енергенти. Исто така се предлагаат поволности во однос на пренамена на шумите и останатото земјоделско земјиште и тоа што е во државна собственост, но најголемо внимание предизвикува предложената измена во Законот за експроприација, која предвидува на стратешкиот партнер да му се предаде во владение експроприираниот имот веднаш штом одлуката за експроприација ќе стане конечна, без потреба таа да стане правосилна. Ова е исто како тоа што се случуваше и со Законот за градење и со Законот за урбанистичко планирање, она што ви кажав, каде што се прескокнуваат одредени постапки и фази кои што треба да се запазат во текот на експроприацијата. Јас не знам како вие ќе вршите експроприација, а немате проект. На кој основ ќе вршите експроприација без проект? Како сте ги предвиделе тие 300 милиони евра дека ќе кошта експроприацијата, а немате проект? Немате ниту геодетски елаборат за нумерички податоци, од кој што јасно ќе се види колкав е појасот на експроприација, каде поминува тој појас на експроприација, низ кое земјиште поминува тој појас на експроприација, каква култура има тоа земјиште, која класа има, колку треба да е обештетувањето, така се пресметува, колку чини експроприацијата, го знаете вие тоа, почитуван министер, знаете дека е така. Како сте ги предвиделе? Еве, излезете во реплика и кажете ми како ги предвидовте тие 300 милиони евра дека ќе кошта експроприацијата. Немате проект, немате геодетски елаборат за нумерички податоци, од кој јасно ќе се види која е површината за експроприација и низ какво земјиште поминува, за да се пресмета колку ќе чини таа експроприација, а викате така грубо, експроприацијата ќе не чини 300 милиони евра. Знаете дека експроприацијата се врши на преклопување на проектот со катастарската евиденција. И така се одредува и земјиштето и она што претходно ви го кажав. Но вие така на грубо ќе вршиме експроприација, ни треба 300 милиони евра и ќе обештетуваме така како што ќе дојде, што ќе налагаат условите во тековно. Не може така, министер. Треба да се запазат некои закони кои што постојат во оваа држава, кои што вие упорно од владата, од парламентарното мнозинство сакате да ги рушите тие закони. Не вративте во времето од комунизмот, во 50-тите години од минатиот век, кога се одземаше земјиште за потребите на државата условно. Кога се одземаше земјиште затоа што некој така сакал, му било атрактивно, па ќе му го одземале на собствениците. Тоа сакате да го направите со овој закон за експроприација, да не вратите во 50-тите години од минатиот век, во комунизмот, кога им го одземавте имотот на
на граѓаните на Република Македонија, за да им го давате на вашите потоа заслужни комунисти. Таква населба, почитувана колешке, имаме во Охрид. Населба цела, која што е одземена од собствениците после Втората светска војна во вашиот комунизам, е одземено цело тоа земјиште и после тоа е давано на заслужни комунисти. Знаете кој има во таа населба вила? Вашиот Лазар Колишевски има вила во таа населба. Ете, таму не вративте. Во 50-тите години од минатиот век, каде што не се почитува правото на собственост на луѓето. Таму не вративте. Таму сакате да не вратите со овој закон. Ќе вршите експроприација за новите автопати, а вие немате завршено експроприација ниту за автопатот Кичево Охрид. Еве, министерот е тука, нека излезе и нека ме демантира. Дали е завршена комплетната експроприација на автопатот Кичево Охрид? И да потврдите дека сте заглавени во таа експроприација, дека уште не ја имате завршено таа експроприација, и затоа автопатот еве го 6 години не мрднува од место, затоа што не ви работат институциите, нема кој да ги поведе тие луѓе во институциите, кој да ги поучи, кој да ги мотивира да го завршат конечно тој процес на експроприација за тој патен правец. Па сега тука ќе сте експроприирале нов појас, така од окој, и ќе го дадите на стратешкиот партнер да почне со изградба. Па не може така. Понатака, околу обештетувањето на објектите. Ќе обештетувате, ќе ги изедначите сите објекти. И тие што се легално изградени, кои што граѓаните уредно си платиле комуналии за да можат да го изградат тој објект, ќе ги изедначите со тие кои што го легализирале својот објект за 1 евро квадрат, и она што е најстрашно, ќе ги изедначите и со тие кои што ниту 1 евро не платиле на државата, затоа што се уште во процес на легализација, имаат бројче за легализација, но не ги имаат легализирано своите објекти, немаат платено 1 евро квадрат, и вие ќе ги изедначите сите тие луѓе во една ставка и ќе ги ставите да ги обештетите. Знаете дека во процесот на легализација и тие што го и легализирале нивните објекти, за кои што имало претходно сознание дека се на траса, дека можно се на некоја траса, знаете дека тие собственици на тие објекти имат подпишано изјави во локалните самоуправи дека доколку нивниот објект се наоѓа на некоја траса која што е од национален интерес, дека нема да бараат оштета доколку дојде време да се реализира некој проект или да се пробива некој пат. Знаете дека такви изјави имаат подпишано овие луѓе кои што платиле 1 евро за легализација? Како ќе ги обештетите? Како сега ќе ги обештетите, а претходно се откажале од обештетување? Вие сте ги натерале да се откажат. Сте барале изјава. И сега ќе ги обештетуваме. Најстрашно е што го суспендирате правото на собственост, ви кажа. Не може вие без правосилност да му го давате на стратешкиот партнер експроприираниот појас. Како? Ќе дојдете денес, ќе му појдете на некој собственик, од утре заминуваш од куќава, затоа што ние така одлучивме, тука ќе пробиваме пат. Па не се наоѓаме во она што ви го кажа во минатиот век. Сепак изминало некое време, сме се демократизирале. Нели сме демократско општество? Каде е тука правото на собственост? Го нема, испари со овој закон. Затоа што некого му се брза за да ги оствари провизиите, да ги оствари авансите и после нека се мисли некој друг како ќе го спроведи тој проект. И најстрашно од се што понатака сте предвиделе експроприацијата во членот 1 сте предвиделе документација потребна за предлог за експроприација ќе се утврдува со урбанистички проект за градби од стратешки интерес.
Она што ви го зборував и вчера за урбанистичкиот проект, еве го и денес е тука. Со урбанистички проект ќе вршите експроприација. Знаете дека за тоа ви треба основен проект, тој е основен проект да се преклопи со катастарската евиденција, да се изработи геодетски елаборат за нумерички податоци, од кои јасно ќе се видат и собствениците, и површината која што е за експроприирање. И сега ние заобиколуваме сите постапки и ќе си одиме онака како што вас ви одговара, од ден за ден, денес ни одговара вака, утре ќе ни одговара така. Ниту трасата се знае, ниту каде ќе поминува, ниту кој е појасот, ниту појасот е запишен во катастарската евиденција со предбележување. Зошто? За да може да на крај да манипулирате со трасата. Денес трасата ќе е лево, утре трасата ќе е десно, затоа што тој од лево се договорил со некој во владата, за да ја смените трасата. Затоа немате ниту проект, ниту експроприацион појас, ниту ништо не. Така да би ве замолил да се вразумите и да ги повлечете овие закони. Да седнеме сите заедно и да донесеме законски решенија кои што нема да ги повредуваат правата на граѓаните кои што им се загарантирани со устав. Ние ви стоиме на располагање за да донесеме вистински квалитетни законски решенија кои што нема да повредат ниту едно право од никој, ниту од граѓани, ниту од стопанственици, ниту од фирми, ниту од никој. Ви благодарам.